الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Благодарност му припаѓа на единствениот Господар Аллах Джелешану. На Аллах Субханеху ва Таала му сме захвални што не направи да бидеме муслимани, припанници на оваа чисто, совршена и комплетна вера, дин Ислам. Следбеници на највредниот Аллахов пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. На Аллах Джелешану му се захвалуваме што ни олеснал во нашиот дуњалучки живот, ние да можеме слободно да зборуваме за дин Ислам, да кажуваме за дин Ислам, да ги советуваме луѓето за дин Ислам, да ги подучуваме луѓето да го веруваат и обожаваат единствено само Господарот Аллах Джелешану. Сведочеме дека Аллах Джелешану е еден и единствен. Тој е онај кого треба да го веруваме и обожаваме во овај дуњалучки живот. И воедно сведочеме дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е последниот Аллахов пратеник и печато на сите Аллахови пратеници, кого Аллах Джелешану го испрате до целото човечанство, луѓето да ги подучи со теухидо на Аллах Джелешану, со единственоста на Аллах Джелешану, да не обожаваат ништо друго освен единствениот Господар Аллах Субханеху ва Таала. Затоа испраќаме селами и салавати за нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, за неговата честна и чиста фамилија, за неговите вредни другари и за сите муслимани кои го следеле, го следаат и ќе го следаат неговиот суннет се до кијаметскиот ден. Почитувани верници, ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва барекату. Го молам Аллах Джелешану да го поправи нашиот нијет, да не подучи со корисно знаење и ние да се искористиме со она што Аллах Джелешану нас не има подучено. Упатувам дова до Аллах Джелешану да ни ја покажи заблудата и ние да ја избегнуваме таа заблуда и да ни го покажи правиот пат и да ни даде истајност на тој прави пат, да живееме и да умреме со ла илахе иллаллах Мухаммеду Расулуллах. Почитувани верници, со дозволот Аллах Джелешану, во ова предавање ќе се дружиме со еден хадис од Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем.
koji навистина во тој хадис Аллаховиот пратеник алейхи салам на неговиот уммет и неговите следбеници, а неговиот уммет сме ние, негови следбеници сме ние, кои секогаш кажуваме и сведочеме дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е последниот Аллахов пратеник и печатот на сите Аллахови пратеници. Аллаховиот пратеник алейхи салам е оној кој не зборувал самиот по себе, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Аллах џелле шану ни кажува во неговиот говор Куранил Керим за Мухаммед салаллаху алейхи ва селем дека тој самиот по себе не зборува, дека тоа што го кажува и зборува навистина е вахј, е објава од страна на Аллах џелле шану. Затоа најдобриот учител во овај дуњалук е Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. И ние сме оние кои што учеме од Аллаховиот пратеник алейхи салам. Аллаховиот пратеник алейхи салам не подучил за многу важни работи. А најважните работи е тоа што не подучил за единственоста на Аллах џелле шану, за исправноста на нашиот ибадет, дека тој ибадет треба да биде посветен единствено само заради Аллах џелле шану. Тој треба ибадет да биде направен единствено само заради Аллах субханеху ва та'ала. Овие пораки и овие совети што ни ги кажал Аллаховиот пратеник алейхи салам, навистина треба добро да ги слушнеме, добро да размислеме и тоа да го испрактикуваме во овој живот, бидејќи сите ние се мачеме, сите ние вложуваме труд со една цел. А таа цел е Аллах џелле шану да ни ги опрости нашите гревови и да не внеси во дженнетот. Пренесува еден асхаб, другар од Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, Убадете бин Самит радијаллаху ан, дека рекол Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем: гарантирајте ми мене 6 работи, јас ќе ви гарантирам вас дженнет. Овој хадис го бележи имам Ахмед во неговата збирка, во неговиот муснет. Аллаховиот пратеник алейхи салам ни кажува и ни се обраќа нас, кои сме негови следбеници, дека ако ние му гарантираме на Аллаховиот пратеник алейхи салам 6 работи, Аллаховиот пратеник алейхи салам нас ќе ни гарантира дженнет. Затоа ние работеме и вложуваме голем труд во овој дуњалук, во нашиот живот, со една цел, да бидеме становници во дженнетот. Тука е победата, тука е успехот за сите нас, да бидеме во дженнет, кој ќе биде вечито и нема да има крај. Аллаховиот пратеник алейхи салам не советувал со многу добри совети, многу добри насихати, кои валлахи сите ние треба добро да размислеме околу тие насихати, околу тие пораки, што не подучил Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Првата работа, Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем кажува: вие кога зборувате и кога ќе зборувате, кажувајте ја само вистината
Izborujte samo ispravni zborovi, samo dobri zborovi. Ako to го napravite, Allah dželle šanu za vas го pripremал dženneto. Бидејќи нашите ибадети, кога постануваат неукабулени ке Аллах dželle šanu, кога се уништуваат и кога не се примаат кај Аллах dželle šanu, нашите ибадети нема да бидат примени кај Аллах dželle šanu, ако ние од друга страна со нашиот јазик ги вреѓаме луѓето, зборуваме за луѓето, озборуваме нивната чест, ги караме луѓето, правиме разни фитниња и разни работи само да ги раскараме луѓето. Наместо со нашиот јазик ние да влеваме во нивните срца среќа, радост, да ги направиме да бидат среќни, од друга страна ние управиме спротивното нешто. Ако го правиме она што го бара Аллаховиот пратеник алейхи селам, кој военно го бара и Аллах dželle šanu, кој нема хутба да не се проучаат тие аети, каде Аллах dželle šanu кажува: "Ја ејюхеллезина амену текуллах", о вие кои верувате, плашете се од Аллах. "Ја ејюхеллезина амену текуллаха ва кулу каулен седида", о вие кои верувате, плашете се од Аллах и зборувајте само вистински зборови, само исправни зборови, искрени зборови. Тоа е најважното, да го чуваме нашиот јазик. Ако го чуваме нашиот јазик, тогаш Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем ни гарантира и ни ветел дека ние ќе бидеме во дженнет. Затоа имаме еден хадис каде Аллаховиот пратеник алейхи селам ни рекол: "Мен кане юъмин биллахи вал јаумил ахир", кој верува во Аллах и верува во ахирет, верува во идниот свет ахирет, фелјекул хајран, тој нека зборува само хајр, само добри зборови, само убави зборови, аули јесмут, или нека молчи. Овој хадис го бележи и имам Бухари и имам Муслим. Битно е ние да се научиме во нашиот дуњалучки живот дека мораме да зборуваме само добри зборови, само убави зборови. Дали озборувањето се убави зборови или лоши зборови? Лоши зборови. Дали пренесување на лажни зборови со една цел да ги караме луѓето се убави зборови или лоши зборови? Тие се лоши зборови. Аллаховиот пратеник алейхи селам ни кажува дека тој кој верува во Аллах и во ахирет, нека зборува добри зборови, хаирли зборови или нека молчи. А тој курански аjet каде го проучевме, Аллах dželle šanu ни вика: "О вие кои верувате во Аллах, плашете се од Аллах и зборувајте само вистина. Юслих лекум а'малекум", Аллах вас ќе ви ги поправи вашите дела, вашите врски, вашите редови ќе ги зајакне. Тоа е гаранција од страна на Аллах dželle šanu. Затоа е многу важно да го чуваме нашиот јазик. А ако го чуваме нашиот јазик и му гарантираме на Аллаховиот пратеник алейхи селам дека го чуваме нашиот јазик, тоа што го кажал и што им се обратил на неговите асхаби и на нас кои сме ние негови следбеници, тогаш Аллаховиот пратеник алейхи селам ни гарантира за тој дженнет дека ние ќе бидеме становници во тој дженнет. А Аллах dželle šanu ни вика: "Юслих лекум а'малекум ва јагфир лекум зунубекум", и Аллах ќе ви ги опрости вас вашите гревови. Кога ќе зборувате само вистина,
кога нема да бидете од оние кои што праваа неред и фесад во дуњалукот. Се грижете да зборувате само вистина. Внимавате на вашиот јазик. Аллах ќе ви ги опрости вас вашите гревови. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. И тој кој што ќе биде послушен на Аллах и ќе биде послушен на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, наистина тој победел со една голема победа. Тој успеал со еден голем успех. И Куранот и суннетот на Аллаховиот пратеник алейхи селам не подучуваат ние да го чуваме нашиот јазик. Ако го чуваме нашиот јазик, Аллах Джелешану ќе го подари и ќе ни го даде тој дженнет кој што ни ветел за тој дженнет и во Куранот и во суннетот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Аллаховиот пратеник алейхи селам продолжува во овај негов хадис, во неговиот говор, ако ние гарантираме дека ќе ги чуваме тие 6 работи, Аллаховиот пратеник алейхи селам ќе ни гарантира нас дженнет. Втората работа кој што мораме ние да ја чуваме и мораме многу да внимаваме и да се грижеме е да се придржуваме за она што ние сме го ветеле, да го чуваме она што навистина сме го ветеле, нашиот договор со Аллах Джелешану, дека ние сме муслимани, дека ние сме верници, дека ние сме истрајни верници, не сме верници, не сме муслимани една година или 5 години или 10 години. Туку тоа што ние сме дале како договор со Аллах Джелешану, дека ние ќе го веруваме, го чуваме и се придржуваме за тој договор. А Аллах субханеху ва таала во сура Ел-Исра 34 ајет ни вика: "Ва ауфу бил ахд, иннал ахде кане мес'ула." И вие добро придржувајте се за тој договор, за тоа што вие сте го ветеле. И кажува Аллах Джелешану: "Иннал ахде кане мес'ула." И за вистина вие имате голема одговорност за тоа што вие сте направиле договор дека ќе го верувате и обожавате единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Затоа е многу важно да извлечеме поука дека во нашиот дуњалучки живот тоа што ние сме го ветеле мора да го исполнеме. Мора да го исполнеме. А тоа ветување беше што? Дека ние ќе му правиме ибаде на Аллах Джелешану. Дека ќе ги клањаме тие 5-дневни намази, сабах, плане, киндија, акшам и јација. Дека нема да бидеме сезонски муслимани. Дека ќе доаѓаме во џамија само во ден џума. Дека ќе доаѓаме во џамија само во бајрам. Не, секогаш ќе се трудеме да го исполнеме она што ние сме го ветеле, дека ќе му бидеме покорни и послушни на Господарот Аллах субханеху ва таала. Затоа е многу важно да извлечеме поука и дека мораме да го чуваме и извршеме она што ние сме го ветеле. Тоа е многу важно, бидејќи Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем ни кажува: "И вие добро придржувајте се за она што све го ветеле, тоа што сте се договореле и во нашиот дуњалучки живот со нашите браќа муслимани. Тоа што ние сме се договореле, мораме да го исполнеме, мораме да го извршеме, мораме да бидеме прецизни. Ако ние сме се договореле дека во толку сатот ќе доаѓаме на работа, треба да доаѓаме. Ако ние сме се договореле дека на вистина ќе бидеме честни, треба тоа да го исполнеме. Ако ние нешто сме ветеле,
mora da го исполнеме, бидејќи ако тоа го чуваме и исполнеме, Аллаховиот пратени Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем нас ни ветел дженнет. Трета работа, што Аллаховиот пратеник алейхи селам не подучува ние да гарантираме за тоа нешто, дека ќе го чуваме тоа нешто, а тоа нешто е еманетот, кој Аллах Джелешану ни го дал овај дин, оваа вера како еманет. Ние мораме да се грижеме за тој еманет. Ако некој нас ни даде нешто вредно, ние мораме да го чуваме тоа нешто што било многу вредно и што е многу вредно. Тој еманет, бидејќи Аллаховиот пратеник алейхи селам ни кажува ла имане лимен ла еманете лех. Нема иман оној кој што нема еманет, оној кој што не го чува тој еманет. Затоа мораме да бидеме поверливи луѓе. Мораме да го чуваме тој еманет, не да го издадеме тој еманет. Тоа е многу важно. И овие особини мораме да ги поседуваме во нашиот дуњалучки живот, ако ние сакаме да бидеме становници во дженнет. Првата работа беше, ние мораме да го чуваме нашиот јазик. И секогаш кога зборуваме, да зборуваме само вистина. Мораме да го извршиме нашиот договор. И мораме да го чуваме нашиот еманет, кој што Аллах Джелешану нас ни го дал. Нашите родители се еманет кој Аллах Джелешану нас ни ги дал. И ние мораме да ги чуваме и да се грижеме за тие родители. Нашите деца се наш еманет кој Аллах Джелешану ни го дал тој еманет. И мораме да внимаваме за нашите деца. Мораме да се грижеме за нашите деца. Мораме да гледаме со кого тие се дружат, со кого тие излегуваат, бидејќи еден ден може да биде многу касно. Затоа, почитувани верници, сакани браќи и ценети сестри во дин Ислам, ако сакаме да бидеме становници во дженнет, мораме да ги поседуваме овие работи и мораме да гарантираме дека ќе ги чуваме, бидејќи Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем им се обратил на неговите асхаби и ни се обратил и на нас кои сме негови следбеници. Ако ги чуваме ние тие 6 работи, Аллаховиот пратеник алейхи селам е оној кој што нас ни гарантира дека ќе бидеме становници од дженнетот. Потоа, почитувани верници, нешто што е многу важно да го чуваме и да гарантираме дека ќе го чуваме е нашето срамно место. Вахфаду фуруджакум. И вие чувајте ги вашите срамни места. Чувајте ги вашите срамни места, бидејќи ако вие ги чувате вашите срамни места, Аллах субханаху ва таала ќе ни го припремал нашиот дженнет. И го припремал тој дженнет кој што ќе биде за нас, за оние кои што ги чуваат нивните срамни места, а за тоа нешто ни кажува кој? Аллаховиот пратени Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Ако ние дадеме гаранција за тие срамни места, тогаш Аллаховиот пратеник алейхи селам ни дава гаранција дека ние ќе бидеме становници во дженнетот. Потоа, почитувани верници, нешто што е многу важно да го чуваме и да дадеме гаранција дека ќе го чуваме е нашиот поглед. Нашиот поглед, ако ние го чуваме, тогаш Аллаховиот пратеник алейхи селам нас ни гарантира дека ќе бидеме во дженнет. А Аллах субханаху ва таала во сура Ен-Нур ни вика 30 ајет: Кул лил муъминин, и речи им на верниците: Јагудду мин абсарихим ва јахфаду фуруджахум,
da ги чува нивните погледи и да ги чува нивните срамни места. Да се грижат, да ги чува нивните погледи. Залика азка лехум. Вика Аллах Джелешану, дека тоа е навистина многу почисто за нив. Да ги чува нивните погледи и да ги чуваме ние нашите погледи. Бидејќи ако го чуваме нашиот поглед, ги чуваме нашите погледи и даваме гаранција за нашиот поглед, дека нема да гледаме ништо друго освен халал, тоа што го дозволил Аллах Джелешану. Нема да гледаме она што е харам, она што е забрането, она што Аллах Джелешану не го сака. А Аллах Джелешану е мудар и знае зошто нас ни забранил и да гледаме во она што е забрането. И знае Аллах Джелешану зошто нас ни наредил ние да го чуваме нашиот поглед, бидејќи погледот навистина има голема улога ние да направиме некогаш и нечестни дела. А Аллах Джелешану е оне кој што сака нас да не чува, да не спасет од азапот негов, од неговата казна. Затоа ни вика Аллах Джелешану: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظون فروجهم. И речи им на верниците, само на верниците, речи им на верниците кои искрено веруваат, да ги спуштаа нивните погледи, да ги чуваа нивните погледи, да ги чуваа нивните срамни места. Залике езка лехум. Навистина тоа е многу почисто за нив. Инна Аллахе хабирум бима јеснеун. И Аллах е известен, и Аллах знае се она тие што го работат. Дали ние некогаш тајно ќе гледаме во она што е забрането, мораме да знаеме дека Аллах Джелешану нас не гледа. Тој е оној кој што се гледа, тој е оној кој што се знае. Затоа, почитувани верници, да се трудеме да ги чуваме нашите погледи, да ги чуваме нашите погледи и да дадеме гаранција за нашите погледи, тогаш можеме да се надеваме дека ние ќе бидеме од становниците во дженнет. И тоа што ни го гарантира Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Wa qul lil mu'minat. И речи им на верничките, не само на верниците и на машките. Аллах Джелешану му се обраќа на Мухаммеда саллаллаху алейхи ва селем да им рече и на верничките и тие што јагдудне мин абсарихинне ва јахфазунне фуруджахунне. И тие да ги чуваат нивните погледи, да ги спуштаа нивните погледи и да ги чуваа нивните срамни места. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Кажува Аллах Джелешану и да не ги покажува нивните украси на никој друг, освен пред оние кого е дозволено. Затоа, почитувани браќа, ценети сестри, многу е важно да го чуваме нашиот поглед, да ги чуваме нашите погледи. А ако ги чуваме нашите погледи и даваме гаранција дека ќе ги чуваме нашите погледи, Аллаховиот пратеник алейхи селам нас ни гарантира дека ние ќе бидеме во дженнет. Потоа, почитувани верници, Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем ни кажува што е тоа што ние мораме да дадеме гаранција дека ќе го чуваме и дека сме должни да го чуваме, а тоа е нашата рака. Тоа се нашите раце. Ако ние ги чуваме нашите раце, тогаш Аллаховиот пратеник алейхи селам нас ни гарантира дека ние ќе бидеме во дженнет. Затоа ни вика: "Вакуфу ейдиекум", и вие чувајте ги вашите раце,
Čuvajte ги вашите раце од што? Немој да направите зулум на другите луѓе. Немој да направите зулум. Немој да направите неправда. Немој да земете со вашите раце тоа што е харам. Немој да го спечалете она што е забрането. И тоа што ќе го спечалете е забрането. Вие да го несете кај вашите фамилии. Аллаховиот пратеник алейхи селам на ова нас не подучува. На ова нас не советува да ги чуваме нашите раце, да не правиме штета на другите, бидејќи тоа е многу важно. Бидејќи денеска луѓето, субханаллах, испаднаа дека нема да ги интересира од каде тие ќе заработат и како тие ќе заработат. Дали е тоа халал или е харам. Битно е тие да имаат. Не е целта тука. Целта е тоа што ние ќе го спечалиме да биде халал. Да биде дозволено на дозволен начин. Тоа го бара оваа вера. Тоа го бара Аллах Джелешану. Тоа го бара Мухаммед салаллаху алейхи васелем. Ние да ги чуваме нашите раце. Да не правиме штета на другите и зулум и неправда на другите. Да не јадеме харам имот. Напротив да се трудиме секогаш тоа што ќе го спечалиме со нашите раце да биде на дозволен начин. А Аллах Джелешану ни вика во сура Шура 30 ајет: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. И она ако вас ве задесе некој мусибет, некоја неволја, некоја тешкотија, некој проблем во вашиот дуњалучки живот, кажува Аллах Джелешану, навистина тоа заради што го спечалеле вашите раце. Тоа што не ги чувавте вашите раце, не дававте гаранција за вашите раце. Затоа, почитувани верници, многу е важно да ги поседуваме овие особини во нашиот дуњалучки живот, ако сакаме да бидеме становници во џеннетот. Мораме да го чуваме нашиот јазик. Секогаш кога зборуваме, да зборуваме само она што е вистина и хаир, тоа што е добро за нас и за оние кои што се околу нас. Потоа е многу важно ние да се придржуваме за она што сме го ветеле. Потоа е многу важно да го чуваме нашиот еманет што Аллах Джелешану нас ни го дал, или некој еманет што нашите браќа муслимани или луѓето ни го дале како еманет, дека ние мораме да го чуваме. Мораме да го чуваме тој еманет, бидејќи ако го чуваме тој еманет и се придржуваме за тој договор и зборуваме само вистината и зборуваме добри зборови, Аллаховиот пратеник алейхи селам нас ни гарантира џеннет. Потоа е многу важно ние да ги чуваме нашите срамни места, да ги чуваме нашите погледи и да ги чуваме нашите раце, ако сакаме да влеземе во џеннет. А секој еден кој кажува ла илаха иллаллах Мухаммеду Расулуллах, секој еден кој застава да му се покорет и да биде послушен на Аллах Джелешану, да му направят руку и сежде на Аллах Джелешану, да побарат од Аллах Джелешану, тој сака да го заслужи тој џеннет. Никој не сака да влезе во тој џехеннем, Аллах Джелешану да не зачува од тој џехеннем. Почитувани верници, овие се многу важни и битни работи, кои ако ние ги чуваме и даваме гаранција, ќе изградеме една добра генерација, ќе имаме едно добро друштво, друштво кое што ќе биде основано во името на Аллах Джелешану. Друштво каде ќе има љубов заради Аллах Джелешану, не заради некои дуњалучки интереси. А тоа нешто можеме да го постигнеме само ако бидеме искрени во нашиот говор, зборуваме само вистина. Ако ние се придржуваме за тој договор, ако ние го чуваме нашиот
emanet, ako nije go čuvame našето sramno mjesto, ako nije go čuvame našiot pogled i ako nije gi čuvame našite race, togaž nije ќе izgradеме најдобро друштво. А тука е целта. И тоа е целта ние да живееме така како што не подучува единствениот Господар Аллах Джелешану. И така како што ни покажал како се живее Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Затоа, почитувани верници, доволно беше ова што кажавме, да земеме поука и бред во нашиот дуњалушки живот и иншаллаху теала тоа што го кажавме да биде сведок на кијамески ден за нас, а не да биде сведок против нас. Го молиме Аллах Джелешану да го чува нашиот јазик, да ги чува нашите погледи, да ги чува нашите раце. Го молиме единствениот Господар Аллах Джелешану да ни даде берекет во тоа што ние го зборуваме, да ни даде берекет во тоа што ние го слушаме и да не направи мубарек, благословени, каде ние и да бидеме. Го молиме единствениот Господар Аллах Джелешану да ги очисти нашите срца, да ги очисти нашите јавни и тајни гревови. Го молиме единствениот Господар Аллах Джелешану да бидеме становници во Дженнетул Фирдеус. Амин. Го молам Аллах Джелешану да ве награди со неизмерна награда за вашето внимание, за вашиот сабур. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.